Да, продолжуваме понатаму, веднаш по вестите следуваме меѓународната анализа, завршуваме со вестите со светските случувања и продолжуваме понатаму. Можеби фокус на вниманието е тоа што Путин не е изненадување, но е фокус на вниманието тоа што Путин одново ќе биде председател на Русија. Дел од светот пристигнуваат честитки, германскиот председател не сака да му честита. Зашто ќе зборувате во продолжение? Прво, ќе зборуваме за изборите на Русија и победата на Владимир Путин, тоа што некои му честитаат, некои не му честитаат, само дополнително осликува состојбата во која се наоѓа светот, а тоа е нели дел од земјите имаат добри односи со Русија, со Руската федерација дел од земјите немаат, а тоа е се поврзано со војната во Украина. Андоновиќ, добро утро и за тебе. Добро утро. Нели веќе рековме ќе говориме за Русија, за изборите во Русија на кои уште еднаш без никакво изненадување победи Владимир Путин, победи со огромна предност во своите кандидати и тоа мора да признаеме со рекордна излезеност на изборите. 87,26% освоени гласови за Путин, овие тројца во И речи си 70% излезеност. Тоа е рекордно од распадот на Советскиот сојуз. Значи исходот не е изненадување, исходот само не можев да погодиме нели бројките какви ќе бидат и што ќе бидат. А доколку го заврши мандатот Путина, веројатно ќе го заврши, нели сега зборуваме барем од оној политички аспект, ќе влезе во историја најдолговечен руски лидер, ќе го надмине и Јосиф Висарионовиќ Џугашвили Сталин, кој исто така имаше 5 годишен мандат, но не го изгура. Сега Путин, доколку ги помине овие 4-5 години, ќе биде рекордер. Практично Путин во своето излагање по изборите даде многу поенти, меѓу кои и дека планира да ја продолжи, сега да симплифицираме, да ја продолжи војната во Украина, да ја оствари целта која има, а тоа е денацификација, демилитаризација и сето она што го имаше како првично, иако денацификацијата веќе не се не спомнува, но демилитаризација во смисол на тоа дека овие држави околу не може да влезат во НАТО. Сега, јас ке фрлам малце друга сенка на целата приказна, тоа што мене ми текна, бидејќи за викендов ние веќе знаевме повеќе или помалку дека Путин апсолутно ќе победи, дека ќе остане во Кремљ, тука немаше дилема, но можам да признам дека сигналот дека генералниот секретар на НАТО во заминување Столтенберг најави турнеа низ Кавказот, односно Грузија, Ерменија и Азербејџан, ми фрли некако сомдеж мисла и можеби малку загриженост зошто би одел тој токму сега во овие барем две, ајде Азербејџан ќе го тргна на страна. Не би требало премногу се прашува. Но Ерменија и Грузија, каде што е фрагилно, каде што нивните влади се прозападни, народот е поделен таму и тоа е една фрагилна, би рекол, ситуација каде што малку фали да ескалира и таму, бидејќи ако НАТО почне таму да ветува, преговара и сето тоа, сигурно дека старо-новата власт, значи Путин со нов мандат и со нова ветар во грб, може да дојде до секакви одлуки, така да за изборите малку се задржувам, бидејќи тие се повеќе или помалку јасни. Имаше мали протести, обиди за протести, имаше апсења, што барем она што успеавме да го видиме. Имаше и напади од украинската страна, нели, на руска територија. Имаше со молотови коктели таму во Москва, сопругата на починатиот опозиционер Навални направи протести во Берлин, ми се чини, другиот преостанат опозиционер исто направи некаде протести, но сите тие протести беа некако зад очите на јавноста. Путин излезе во својот говор по победата и рече дека Навални требал да биде ослободен во онаа нормална размена со Западот, но зошто тоа не се случила не објасни, или можеби рече дека било планирано да биде заменет за некои руски државјани кои се во затвор. Да, зошто сега до тоа дошло, не знам, и зошто тоа го кажува токму сега, не знам, после секога веќе Навални одамна, нели, не е ни важно веќе што се случило. И самиот ти рече во најавата што е некоја порака од Западот, дека многумина не планира да му ја честитаат победата, но мислам дека ни на Путин не му е ни многу важно дали германскиот председател ќе му ја
честита победата или не, тој си продолжува со својата политика. Од утринава што е можеби загрижувачко е што во Приднестровје имаше експлозија или некаков напад, сега не знаеме, барем јас не успев до влезот во студиото да видам дали е тоа напад или некој опит за напад или не знам што. Во секој случај ќе видиме што во наредниот период ќе биде. Путин, повторно ќе кажам, рече во своето излагање, продолжува со досегашната политика. А досегашната политика руска не е јасна, значи продолжува и војната. Уште ќе го споменам и Макрон, францускиот председател, кој изминатиот период е звезда на политичката сцена, тој повтори со тоа распоредувањето на војската. Тука имаше, извини, само во контекст нова памти го да доврши реченицата, Путин рече веќе има, вика, офицери на НАТО во Украина и вика и гинат, вика, со несмален интензитет. Така да... Добро, официјално НАТО... Види, не официјално, но... Ние тоа го зборувавме. Значи, официјално, ните Русија ја објави војна на Украина, ниту Украина ја објави војна на Русија. Ниту Русија му објави и објави војна на Западот, ни Западот објави војна на Русија. Имаме амбасада во Вашингтон, руска, имаме америчка амбасада во Москва, имаме руско представништво во Киев, сега не знам, ми се чини дека и украинците имаат во Москва. Значи, една чудна ситуација, барем за нас, што, еве, гледајќи историски... И сега, што рече Макрон? Па Макрон повтори дека повторно не е исклучува таа опција Франција да испрати некакви трупи. Знаеме и за Полска дека имаше такви изјави, нивниот председател изјави неодамна дека не исклучува опција полски војници, ако гледаме дека земјоделците во Варшава притискаат, имаат социјални проблеми внатре. Мене ме плаши да не дојде до некој дефокус на целата таа внатрешна состојба во Полска и во Франција, да се направи нешто поголемо. Се погласно се зборува за некакво распоредување на трупи на НАТО на украинска територија, официјално зборуваме, што е можеби и договор, за делба, а што е можеби и вовед во нешто многу пострашно. И едното и другото е страшно. Страшно е во секој случај, се додека не запре војната. Да, и... Се додека не запре војната, ќе биде страшно. Секако, да. Сега, од да го напуштиме источниот фронт, да се пресириме на Блискиот исток, таму развојот на настаните таков каков што е. Да, ова е сега другата... И Нетањаху имаше изјава во која кажа дека и покрај сите притисоци кои доаѓаат од сите можни страни, операцијата која што е планирана за Рафах нема да биде откажана. Сега тоа ќе има импликации, претпоставам, најстрашни ќе бидат во самиот Рафах, каде што има Рафах, после израелците, после израелските граѓани и на крај председателските избори. И на крај се за ова. Можеш ли да не го објасниш тоа? Па нема што да објаснам. Она што е добро у лошо е што Нетањаху не го направи по најавите на неговите јастреби воени во владата дека ќе биде нападнат на светиот месец Рамазан на 10-ти. На почетокот. На почетокот, да, што ќе доеше до страшна експлозија. Ја стравував да дојде до верска војна. И пролонгирањето секојдневно е веројатно помалку жртви. Она што е лошо е што тој прилично е настојчив да ја направи таа операција и тоа прави дополнителни тензии, му прави проблеми на Бајден кој е во предизборна кампања и кој веќе ја доби сметката од традиционалното муслиманско, арапско и она друго гласачко тело кое не се согласува со политиката која прави владата на Нетањаху. Кој не е ни исламско, не е ни арапско, а е сепак... И мораме да потенцираме дека тоа не е против евреите, против Израел, туку против владата на Нетањаху. Че владата на Нетањаху е таа која... Да има и евреи кои што гласаат имаме против протести Бајден. во Телавив, имаше за викендов против Нетањаху и неговата политика. Веќе се форсира опозиционерот кој ќе ми извинат гледачите, не му го знам името, го прочитав некаде, но не можеме да знаеме, тоа се нови политичари релативно, барем за нас што не следиме толку многу состојба во Израел, политичка. Од друга страна, го имаме Трамп кој е во налет
и кој вели ако мене не ме изберете ќе дојде до крвопролевање и во автомобилската Да. не, но види, тоа е многу двусмислена изјава од аспект на тоа што повторно ќе ја вратам Тој неговата говореше за автомобилската индустрија и кажа ќе има крвопролевање и во, вика, автомобилската, но и цела Америка. Но види, пак ќе те потсетам, Трамп ветува дека дента кога ќе биде избран, пошто ги познава добро луѓето, така рече он, добро ги познавам сите тие луѓе и знам како ќе ги убедам да прекинат војна. Тој најавува дека дента кога ќе биде председател на САД, ако успее, и Путин ќе го убеди да ја запре војната, и Нетањаху ќе го убеди да го запре нападот, и овие од странава на и Макрон ќе му каже да прекине се заканува. Мислам се шегувам, но генерално Трамп вика дека вели дека има авторитет и може да ја запре војната, дека ова што се случува во демократската партија која е на власт и Бајден, ниту имаат авторитет, така вели тој, ниту па имаат намера да ја запрат војната, бидејќи некој друг рачун имаат од целата приказна на сметка на огромен број на жртви. Во ред, денеска мораме малку и порано да завршиме така. Што следува? Секако следува лидерот на СДСМ. Зборувавме, го започнавме вашиот разговор со председателските избори во Русија. Македонија е во тренд со случувањата оваа година, има избори во многу земји. Мислам дека над 100 земји во светот. Во Европската унија избори во јуни некаде и оние финалните нели во ноември, каде што Бајден и Трамп треба ремеч да имаат, да видиме дали значи треба да биде пократки денеска. Така е, и Македонија е во предизборен период. Ќе зборуваме во продолжение поточно мојата колешка Сонја Таневска, ќе зборува со лидерот на СДСМ Димитар Ковачевски. Останете со Слободен печат.